Крводарителска акција под мотото "Биди хуман како Тоше". Документарен филм за Тоше, настап на музички ѕвезди и главниот настан "Ноќ на емоции". Низа настани се резервирани за во четврток 6 јуни, за кога е закажан концертот за Тоше Проевски. Во Штипскиот дом на млади предвидено е голем број граѓани да присуствуваат на настанот за Проевски, да уживаат потсетувајќи се на најголемата музичка ѕвезда. Концертот ќе се одржи на 6 јуни во четврток, овде во Домот на младите во Штип. Во текот на целиот ден во четврток, ние како организатори ќе презентираме низа на активности. Најнапред во текот на денот, од 10 до 16 часот се организира крводарителска акција под мотото "Биди хуман како Тоше". Ќе се собираат крвни единици во соработка со Центарот за трансфузиологија овде од Штип. Потоа во 19:30 започнува премиерата на филмот кој е снимен, документарниот филм кој е снимен за Тоше во српска продукција под наслов "Једини". Сакам да напоменам дека на премиерата на филмот ќе присуствува и самата режисерка од Белград Катарина Миловановиќ со нејзиниот тим. Времетраењето на премиерата на филмот е околу 1 час. По завршувањето на проекцијата на документарецот настапуваат дечињата од хорот на Весело Штурче со солистот Лора Ставановска. Тие ќе испеат неколку рефрени од Тоше. Тоа ќе биде како еден вовед во концертот и веднаш потоа стартува главниот настан под мотото "Ноќ на емоции". На настанот е предвидено да настапат повеќе од 15 музички ѕвезди од македонската музичка естрада. Тоше, неговата музика и неговото дело заслужуваат да бидат почитувани, но и да се пренесе на помалите, што е вистинска вредност, вистинска музика и кој бил Тоше Проевски. Со нас како бенд, ние Физ бенд ги придружуваме сите наши колеги кои што ќе изведувачи, кои што ќе настапат таа вечер на концертот, меѓу кои се Зоран Илиев, мојот драг колега, Весело Штурче кажавме веќе, Александар Тарабунов, ово Димитар Андоновски, Лара Ивановска, Бени Шакири, Мартинијан Кириловски, ако не се лажам така беше презимето. Ние како бенд со нашиот вокал Ирена Крстевска Стевановска ќе изведеме исто така 2 композиции. Дарко Андонов, Александра Јанева, Мите Стоилков, во Марија Данева, Симона Поповска, Оламбе и Јоце Панов, како и гости на вечерта ќе ни бидат Илија Ќосевски на неколку композиции кај што е потребно кавал за да ги доловиме аранжманите како што треба и нашиот штипенец Коки Јанков. Вакви концерти посветени на Тоше треба да се организираат почесто, вели Илиев, кој ќе биде дел од настанот. На 6 јуни сите патишта водат кон Штипскиот дом на млади. Вели тој упати апел до граѓаните да присуствуваат и да се забавуваат. Имам чест да бидам дел од овој првов концерт, кој што би сакал и нека биде апел ова јавен, државен, како и да е, да вакви концерти се одржуваат што почесто, зошто да не и 2 пати, 3 пати, 4, 5 пати годишно, бидејќи Тоше пред се беше човек што ни даде правец како треба да сите да живееме, да бидеме хумани, да помагаме на тие што им најпотребно кога ги треба, а колку беше голем музичар и колку беше добар пеач, тоа е буквално со светски ѕвезди може да се равне. Имав чест да го видам Тоше Проевски 2 пати во мојот живот. Еднаш додека игра фудбал, тој дојде на местото каде што игравме фудбал да не поздрави сите и на неговиот последен концерт. Така да енергијата што ја носеше тој во него, треба барем 5% да имаме сите од таа енергија што ја носеше тој, би бил светот едноставно поубав. Јас ги поканувам сите обожаватели на музиката на Тоше Проевски да дојдат на 6 јуни. Концертот ќе биде преубав. Дел од собраните средства на концертот ќе се употребат за реконструкција на улицата Тодор Проевски во Крушево, а дел од средствата ќе бидат наменети за лекувањето на штипјанката Сибел Омерова. Кутии за донации на Омерова ќе бидат поставени пред и за време на концертот.